Како тргнал, министерот Панче Тошковски ќе уапси пола Македонија. Во 5 минути со Чавес ќе ви стане јасно и зошто. Судството и обвинителството уште еднаш покажаа зошто има доверба од 2%. Во ситуација кога сите знаат дека поставањето на американската црна листа Артан Груби, народски кажано, ќе му ја кидне, не најдоа причина да одредат ниту мерка за предпазливост за Груби и неговиот пријател од државната лотарија Прпарим Бајрами. Со тоа тие лабаво си заминаа за Косово. Груби наеднаш му излезе некоја работа и заминал со дипломатско возило, ама вети дека ќе се врати, бидејќи е чист како солза. Ајде Груби, те чекаме да си останеш на зборот. Сосема случајно Груби замина за Косово со почесниот конзул на Косово, инаку собственик на ланец продавници за техника и еден од собствениците на еден од најголемите молови во Скопје. Уште една случајност. Цело ДУИ беше собрано на отворањето на истиот трговски центар во друштво на еден поранешен командант на УЧК. Како се вели, премногу случајности не може да се случајни. Американската амбасадорка уште прашува дали сме изненадени што Груби се нашол на црната листа. Сестро Анџела, нас веќе ништо не може да не изненади. Изненадени се само оние во судот и обвинителството. При претресот во домот на директорот Бајрами, кој од лотарија направи приватна фирма на ДУИ, биле најдени 40.000 евра во кеш. Па за таков европски фонд, што е 40.000 евра? Да не мислевте ќе најдат денари. Како тргнал, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ќе уапси пола Македонија. Не му е лесно, не знае од каде да почне. Дали од криминалците од ДУИ, подпомогнати од СДСМ, дали да се зафати со джихадистите или пак со кланот Белинцона Барон, кој убиваше низ Скопје како во Белград во 90-тите години. Акцијата ја исцинкариле поранешни кадри од една партија. Која ли е таа партија? Кога повеќето се повлекуваа, тој тргаше напред. Кога сите велеа ова е крај, тој велеше ова е нов почеток. Тој не е маж, тој е мажиште. Тој не е лидер, тој е лидериште. Тоа е тој, Зоран Заев. Не, ова не се стихови од лауреат на Струшките вечери на поезијата. Ова се зборови на најновиот бегалец од правдата Васко Ковачевски, овој пат од СДСМ. Преку поезија тој му се заблагодари на неговиот шеф Зоран Заев за тоа што му ја донел слободата. Како за таков лидер да не напише стихови што гаѓаат директно во срце? Таа слобода му помогна на Васко да биде полн како брод и да го постави за директор на РЕК Битола и на Елем, кои се познати како печатница за пари на СДСМ. Васко Колбасо, како што го викаат во Битола, фати џаде и градот на конзулите го замени со аристократска Виена или пак за поблискиот Белград. Кој знае каде, но како што велат северните соседи, мајка Бежанија никад не ја плакала. Што е сигурно, сигурно си е. Васко уште во август, кога новата власт уште не знаеше каде се наоѓа од пустошот што го остави неговата СДСМ, си ја кидна. Она што ми паѓа најкриво е што пералната најмногу вртела за време на короната, кога македонските граѓани едва и врзуваа крај со крај, а згора на тоа плаќаа и највисоки сметки за струја. Експресен е патот на Васко од Голцар, кога доаѓа за директор на Елем до заминувањето како милионер. Празниот анкетен лист го пополни со дуќани, станови, а се разбира и џип. Ако не вози џип во Македонија, тогаш исто како да не си бил директор. Не, немојте ни да помислите дека сето ова на Васко му е заработено поради блиските врски со фамилијата Заеви. Не, никако. Туку му е наследство, што би се рекло му го оставил вујко му од Америка. Кој ни е нас крив што и ние немаме вујко владика, па да не обезбеди за цел живот? Тоа е, родиме мајко со късмет, фрлиме на буништа. Или во Виена, кој како си ја наредил. Во СДСМ дефинитивно се по поезијата и уметноста, но и по иновациите. Уште еден несуден лауреат заработи кривична пријава. Тоа е писателот Коста Петров, попознат како Се гледаме на врвот. Некогаш вербата дека се случува со причина е многу поважна од самата причина, велеше Коста, стихови кои веројатно го натерале Заев да му дојдат солзи на очи. Или ова, да бидеш добар човек не значи да трпиш се околу себе. Хаосот е болен, но тој со себе носи многу благослови. Знаеме, писателе, од хаосот што го направивте со твојот гуру, уште не можеме да се опоравиме. А знаејќи колку им лепат нежните рачиња, Коста и еден друг директор, Фестим Халили, ја злоупотребиле службената положба и исплатиле незаконска исплата на грантови без воопшто тие да бидат реализирани. Цирка 400.000 оштетен буџет. Ситница. Една од иновациите е, верували или не, тесто за пица. Замислете, на никој друг не му текнало да направи тесто за пица, па мораше Коста на гостиварска фирма да им даде 23 милиони денари грант за да направат крцкаво тесто за пица. Каква иновација!
Дали историјата на бегалци се повторува во Македонија? Дали некогашниот прв вице-премиер Артан Груби, кој рече дека е чист како солза, ќе се врати дома и ќе ја докаже невиноста?